Она што неколку пати утринава го споменавме со Марко и дефинитивно настан на кој што му се радуваме. Новото 10-то јубилејно поред издание на фестивалот на алтернативна музика, да, Земјотрес. Сме надополни Филип Тасевски Фиц во студиото веќе заедно со нас. Добро ти утро. Добро утро и на вас, фала и на поканата. Фиц, така ќе ти се обратам бидејќи се познаваме лично. 10-то издание за еден вака алтернативен, како што го спомени ти, фестивал. Не е мала работа, јубилејно издание вие оваа година, некако успеавте и со короната, сепак со пандемијата да го одржиме, истуркате и да го одржите, баш така. Меѓутоа, ајде да те навратам 10 години наназад. Како се започна? Прочитав дека е твоја идеја, поддржано од некои други ликови кои што ќе ги споменеме, ама како се роди Земјотрес пред 10 години? Па интересна приказна е, прво фала за поканата, нели? Интересна приказна е, значи често ја кажуваме, пак да се подсетиме, пошто е јубилеј 10 годишнина од фестивалот. Значи, со бендот мој новиот почеток на турнеја низ Балканот, Васко беше со нас исто како Васко Атанасовски од Бернис Пропаганда, да. И дојдовме на идеја, мислам, ние заедно и они, ние правевме доста настани и дојдовме на идеја да направиме еден посериозен, поголем настан за домашна алтернативна музика, која што секоја година практично се што има нови изданија да се презентираат младите артисти и бендови. И од прилика тоа го организиравме во рокот месец. Значи беше као муавет во комбе, на таа идеја се приклучи и Мирко Попов, кој што во тоа време и се уште има издавачка која што се бави со млади артисти. И никако во рокот месец дена го склопивме како настан, го организиравме и се случи првото издание во 2012 во МКЦ. И до ден денес е 10-та година, фестивалот си е запечатано, мислам дека МКЦ е просторот за него. И можам да кажам дека имаме уште од првата година успешен фестивал. Капацитетот што значи за вас успешен во поглед, затоа што, нели, алтернативната музика не е секогаш, мислам, не е секогаш, е далеку од можеби меинстримот во нашата земја и нема секогаш огромен број на публика, ама има вистински луѓе кои што ја ценат и почитуваат таа музика. Меѓутоа, што значи да се биде успешен, да се заокружи успешно издание за вас? Па во принцип ние секогаш одевме на да ја распродаден? Да, значи ние одевме на пониска карта, целта ни беше да дојдат млади. Затоа што ние сите правиме настани и концерти на нашите, нели, бендови и нели носиме други од странство, меѓутоа поентата ни беше да направиме фестивал кај што ќе дојдат млади со прилично ниска карта. Со тек на време тоа мислам што од првата година ние го имавме распродадено фестивалот. Практично 2000 карти ни е, скоро 2000 карти е капацитетот и од првата година ни беше распродаден, па се до пред корона годината, значи не минатата, него предминатата година. Минатата година имавме само мини издание, некое со седење во Фростина поради ковид ситуацијата. Ама успеавме и тоа. Ама во секој случај колку толку нешто направивте. Фиц, каква е програмата за оваа година? 19 февруари е датумот, тоа е оваа сабота. Во колку стартувате? Како што ми спомени ти, карти веќе скоро и да нема. Па да. Тоа исто така ќе збори за уште едно успешно издание на фестивалот. Музичката агенда е богата, што ќе можат се да слушнат оние кои што ќе дојдат? Во принцип, Земјотрес секоја година го нуди најновото од домашната музичка алтернативна сцена. Имаме секоја година на 3 стејџа, преку 20 изведувачи. Картите се близко до sold out, тоа што е битно да напоменам дека оваа година немаме простор ради се уште мирките кои ги имаме, да имаме 100% од капацитетот, значи имаме само 50%. Тоа значи дека 50% од картите само ќе можеме да ги продадеме. Се надевам следната година дека ќе идеме на целосно Земјотрес издание повторно. Не би сакал да ги набројувам поединечно, може да видите програмата на Facebook, има уште некои карти останато, така да кој сака да дојде слободно може да набави од билети mkc.mk. Мислам дека и го имаме официјалниот плакат, веројатно колегите од режија го пуштија, ќе го пуштат повторно за 10-тото издание на Земјотрес. Само накусо, бидејќи сме на самиот крај, Фиц, што ќе им порачаш на луѓето, на младите кои што треба да дојдат и да дадат поддршка на алтернативната сцена?
затоа што имам чувство дека има се поголем број на луѓе кои што творат и создаваат, веројатно и ве контактираат можеби за да имаат можност и место каде да Прво благодарност до Младинскиот културен центар што ете ни излегуваат во пресад за сето ова да го организираме и работуваме толку долго време. Што би им препорачал? Ништо да се забавуваат на земјотрес, за сите оние кои што сакаат да настапуваат, ние ги следиме изданијата секоја година. Значи дали нов албум, ново EP, нов сингл, ние следиме, запишуваме, правиме листа и од тоа ја правиме програмата секоја година, така да ве следиме, дечки. Има млади бендови кои што они вас ве контактираат или сепак вие има, меѓутоа сепак ние ја правиме селекцијата од неколку листи од различни извори и така некако функционира тоа со години. Инаку поканата отворена, ако сакаат, ако има некој бенд кој што сме пропуштили или артист издал албум или EP или сингл во минатата година, може да ни пише за следната година се договориме. За другото 11-то издание. Веројатно само што ќе заврши почнувате со подготовки за следното. Да речеме на пола година се случува тоа. Така? Да. Добро. Фиц, фала ти многу. Се гледаме во сабота. Сцената е Младински културен центар, местото каде што со години наназад се случува земјотрес. Се надам дека и овој пат сцената ќе се тресе од добра музика, како и претходните. Фала ти многу. Се гледаме оваа сабота во МКЦ.